Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дојките се важен дел од телото на секоја жена. Тие се символ за незината убавина, привлечност, но и мајчинството. Иако сите асоциации поврзани со овој орган се позитивни, сепак тие може да бидат центар на низ за полесни и потешки заболувања. За жал, карциномот на дојка е се почест дури кај младите генерации. Затоа е неопходно навременно дијагностицирање. За современите методи на дијагностика на рак на дојка денеска разговараме со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодијагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка при клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на телма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за дијагностичките методи за откривање на ракот на дојка со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодијагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдовте, благодарам. Постои ли начин да се открие рано ракот на дојката пред да ги покаже првите симптоми на болеста? Така. Ракот на дојка представува еден од најчестите заболувања кај женската популација. Значи, зборувам воопшто, не само во наши рамки, значи во нашата земја, него и воопшто во целиот свет. Докажано е статистички во моментов дека секоја 8 жена ќе се разболе од карцином на дојка. Тоа е голема бројка, како во светски рамки, а во рамки на нашата држава статистиката ни кажува поразителна статистика дека бројката на починати жени во еден ден е секој дневна. Значи, за 365 дена ние имаме 365 жени кои што вкупно починуваат. Значи, една жена на ден. Ракот на дојка е единствена болест која што, ако се открие на време, може да се излекува. Така да ние, како радиолози, имаме голем предизвик да се бориме со ова се уште недоволно позната за нас болест, за незината причина, но затоа имаме дијагностички методи кои ги користиме, покасно ќе ги споменеме, и со помош на нив помагаме за побрзо и рано откривање на карциномот на дојка. Да не го чекаме моментот на пациентката да дојде заради веќе напипана грудка, него да го почувствуваме и да го забележиме на современите дијагностички методи со кои располагаме. Така, за да се намалат овие навистина поразителни бројки кои што ни ги наведовте. Споменавте дека секој ден починува по една жена од рак на дојка. Што тоа значи, дека мажите не се засегнати од оваа болест? Мажите се засекнати, меѓутоа кога рачунаме во проценти, пошто медицината е навистина секогаш подкрепена со статистика, од 100%, 1% отпаѓа на карциномот на дојка кај мажите. Секако. И они не се заштитени од оваа болест, за среќа 1%, но постои. Така да и мажите би требало доколку забележат некаква промена на градите, некаква било каква тумефакција, значи болка, црвенило, да се јават на лекар. Да проговориме сега за дијагностичките методи со кои што може навремено да се забележат првите промени во дојката кои што се јавуваат и кои што може да преминат во карцином на дојка. Тука направивме ние еден телоп во кој што ги издвоивме најчестите методи, а тоа се клинички преглед, мамографија, ултразвучен преглед, биопсија, односно аспирацијска биопсија со тенка игла, биопсија со широка игла, хирушка биопсија, магнетна резонанца на дојка, термографија. Докторке, ќе започнеме редоследно. Клиничкиот преглед е всушност првиот начин за преглед на дојката. Што тој вклучува? Така. Тоа е така наречен, значи, само преглед кој треба пациентките да си го практикуваат дома. Совет е најдобро да го прават веднаш после добивањето на крварењето, значи негде после 5-тиот ден, после циклусот. Само прегледот вклучува напипување на дојката по сите квадранти или со кружни покрети или со надолжни покрети, меѓутоа комплетно целата дојка да биде испалпирана, ние би рекле докторите, а тоа значи да биде прегледана со благ притисок поминување по дојките. И во моментот кога би почувствувале некаква тврдина, некакво топче, некаква грудка која што не се совпаѓа со останатиот дел од паренхимот на другата дојка или на истата дојка, веднаш да се јават на лекар.
ова е нешто прво со кое пациентките може да го започнат после 20-та, 25-та година, да речеме, во текот на својот живот. Но не треба да останеме само на оваа метода. Бидејќи Само имам едно подпрашање. Некои жени имаат едноставно грудки во своите дојки. Како тие да знаат што представува проблем, а што е дел од нивната нормална дојка, од ткивото на нормалната дојка? Така, редовниот само преглед и дава на жената аспект за низините гради, како всушност се градени. Значи, жената која што има таков тип на дојки, нодуларни дојки, ние би ги кажале, би осетила на самите прегледи кои се повторуваат на 2 месеци, на 3 редовно, да не биде оптеретување секој месец, може да се прави на секој 2 до 3 месеца. Така да со редовната само палпација, само прегледување, пациентката би знаела дека тоа е нормална структура. Така да она многу лесно би знаела за секој нареден преглед дали нешто е ново или е нешто што веќе го има како структура, дали отстапува или не отстапува од нормалната структура на дојките. Но пак ќе нагласам дека тоа е еден вид само на ориентационен преглед, кој што пациентката треба да си го прави рутински, најчесто во лежачка положба, може и во седачка положба, а најлесно е за време на туширање, кога се уште е кожата водена и пролизгувањето на прстите преку дојките е многу полеснето и пациентката многу подобро ќе почувствува структурата на самите дојки. Кога една пациентка ќе се јави на лекар за преглед на незините дојки, дали и лекарот исто така прави палпација на дојките и на пределот под пазувите? Секако правиме првен инспекција, значи преглед на пациентката надворешно како изгледа, значи бојата на кожата дали е променета, дали имаме вовлечени брадавици, дали имаме некои промени кои што се видливи со голо око, како испапчување на еден дел од градите и слично. Следната постапка која правиме како лекари е палпација, значи напипување на дојките, левата, десната, каква е нивната структура, значи ние се запознаваме со самата структура на дојките ке пациентката, како и на низините пазови, Доколку забележиме нешто или ако таа ни посочи каде точно нешто почувствувала, потоа се фокусираме и започнуваме по протокол наредни прегледи со кои правиме до дијагностика на промената. Но врз основа само на палпацијата, можете да утврдите дали е нешто бенигно или пак е проблематично, може да биде малигно? Не, значи со сигурност не може да тврдиме. Многу често пациентките, најголем процент, доаѓаат со некоја тврдина во градите, која што, како вие споменавте, заради таа нодуларност на градите, значи таква структура. Исто така често на само прегледот пациентките забележуваат некоја тумефакција, значи некоја тврдина која што потоа во најголем процент со следните дијагностички процедури излегува дека се работи за бенигна промена, најчесто циста, поготово кај помлади пациентки. Но сето тоа ние би знаеле само кога би искористиле некоја дијагностичките процедури. Значи само преглед не би можеле да бидеме со дефинитивна дијагноза дали нешто воопшто е бенигно, дали е воопшто некаква патологија или дали е нешто малигно. Така. Одиме понатаму, со златниот стандард велат при дијагностиката на ракот на дојка, тоа е мамографијата. Зошто е мамографијата златен стандард? Мамографијата е златен стандард, особено за жените на возраст над 40 години, затоа што тогаш е структурата на дојката подруга неголи кај женската популација која е под 40 години, која се наоѓа во репродуктивен период. Во репродуктивниот период пациентките се со погусти дојки, подсврсти дојки, и кај нив мамографијата веќе не ни дава информации кои што би ги дала кога се работи за пациентки кои се над 40 години. Значи ке густо ткиво проблематично е да се добијат точен резултат? Да, ке густите ткива мамографијата, ако е густо ткиво, може да ни ја маскира комплетно сликата и да не ни даде воопшто увид за состојбата на самите гради. Мамографијата е добра од друга страна затоа што на неа воочуваме, ако се работи за друг тип на гради, значи инволутивен цртеж, цртеж кој што доминира повеќе масното ткиво кај пациентката, можеме да забележиме туморски промени кои што не сме ги забележале, например, на ехо преглед. Друга карактеристика на мамографијата е забележување на микрокалцификати кои секако се број